ми е драго што сте тука, што седнавме и дури ние истеравме еден подкаст пред да започне разговорот официјално. Така да, Миле и Рубенс, има огромна причина пред се и повод поради која што седнавте. Подобро ќе речам повод, а причините се многу, бидејќи вие навистина оставате низ годините многу белеки, еве, повторно го докажавте тоа. Галичник беше епицентар на случувањата. Од она што можевме фактографски да се информираме по написите, дека последната представа за публиката во Галичник е во 1967, а пред таа, уште пред Втората светска војна, е поставена зона Замфирова. И сега ја Ѓорѓија Пулески, роден су од Камен. Благодариме за поканата. Благодарам за поканата. Да, како што кажа Галичник и епицентар, се сеќавам со Рубенс дента кога беше премиерата, некој муабет се ширеше, абе дали има доволно луѓе во Галичник за вакво нешто. И јас се сетив на едни зборови од еден постар галичанин, не ми тикна од кое семејство беше. Он укажуваше, вика, Галичник за Петровден е Ерусалим. Сите патишта во светот водат кон Ерусалим генерално, меѓутоа за Петровден Галичник е Ерусалим и сите доаѓаат, баш тоа му го кажав на Рубенс. И се случи точно. Се направи тоа, го имавме чувството дека ќе биде добро, да не се лажеме, да не бидеме лажно скромни, додека ја подготвувавме монодрамата. Па еве како дојде воопшто идејата да се реализира, идејата си како си ја имал на ваков или онаков начин, но еве да се реализира, да се обедините и да направите нешто кое што навистина беше спектакл. По коментарите и реакциите дури ви се благодарни со оглед на тоа што некако културолошки ова публика е дехидрирана, има недостаток и желба за големи нешта. Да. Ајде. Убаво е кога се создаваат нови работи. Кога се создаваат нови спомени, наместо да се сеќаваме како било, да создадеме нешто кое што некој друг ќе се сеќава во иднината како било, 2025 во Галичник. Ја напишав тотално неочекувано во момент на инспирација, додека работев на една друга книга. Еден фрагмент, вообичаено така се случува со мене, фрагмент од напишаното во книгата го извадив како посебен нов, да речеме, лист или нов Word page, страна 1, и се случи ја, Ѓорѓија Пулески, роден сум од Камен, во некои 4-5 дена. Идејата беше дека е комплексно и дека бара време такво нешто да се постави, меѓутоа тука голема благодарност до луѓето од местната заедница Галичник, кои што во моментот кога им побарав термин за воиднина, да размислиме да ја поставиме монодрамата, они рекоа ова треба да се направи сега за Петровден, за галичка свадба. И останатото беше невозможна мисија. Конкретно Рубенс како Пулески, тоа е негово природно право. Убаво го кажа. Ова што кое никој не може да му го земе, значи Рубенс е Пулески. И поради неговото потекло од Галичник, и баш природно право. Значи кога беше напишана, јасно беше дека Рубенс ќе биде Пулески. Рубенс го истакна твојот поглед занесеноста на Пулески. Не случајно децата ги имаат плашено, нели, никогаш во Галичник со Пулески, но така изгледа еден генија најверојатно. Значи, секој народ си има свои приказни. Сега кој би требало, дали се измислени, дали се вистински, тоа е неважно, кратко кажете. Кој би требало да ги раскажува нашите приказни, приказната за Пулески, приказната за овој и за оној, ако не ние. Баш заради тоа е од исклучително значење тоа што Милен напишал текст, монодрама за еден од најважните ликови во македонската историја. За македонистиката пред се. За македонизма, не е само за македонистиката, туку едноставно неговиот начин, светоглед во тие времиња, тогаш пред 150 и повеќе години, е нешто што е многу ретко денес да го видиш. Тогаш пред 150 години и повеќе
Значи Македонија била во многу покатастрофална состојба од во која што се наоѓа сега, иако сме во многу катастрофална состојба. Така. Во непостоечка комфорт зона била, меѓутоа сега тогаш сме веќе во апсолутно, како што и завршува монодрамата, барем сега спомнете ме кога држава македонска имате, каква и да е, колку и да е оспорена, со колку многу бандити околу неа, хиени кои што ја грабаат внатре и од надвор и така натака. Тој човек немал ништо од ова и бил доволно храбар, доволно маж, доволно имал визија да истрае на тоа своето. И сега ние сме тие што тие приказни мора да ги раскажуваме. Ако не ги раскажуваме, зарем очекуваме некој друг да ги раскаже. Како им свртавме еве грб на хероите? Затоа што ние сме таков народ, веројатно. Сакаме само ние да бидеме херои. Нормално, исклучоци има, секако, меѓутоа да не одиме на оваа страна. Ако зборуваме за Галичник и она што се случуваше, можеби она што е фамозно во целата постава е што се поврзаа модерното време и минатото. И не случајно, тоа е исклучително мудро, бидејќи сепак минатото полесно може би на таков начин ќе допре до новите генерации. Па каква беше публиката во однос на генерациите? И премиерата и првата реприза која што се случи ден по премиерата ги изгледав од публика. Очекуваната реакција на постарите луѓе кои што се од Галичник беше очекувана, како што кажав, нели? Дел од нив, како што кажа, мене па почната врвца тука ми е пресечена, ја ова поинаку го доживувам. Меѓутоа, тоа што мене ми се допадна беа децата помладите, кои што се ова се нивни зборови, можеби е нескромно, не очекувале ваков спектакл или со користење на англицизми, вау, што направивте, што е ова, не очекувавме и така натаму и така натаму. Карактеристично е што многу од нив ги вклучивме во подготовките и во самата изведба. Значи една, да речеме, младост која што постои во Галичник во моментов, дел од нив беа активно вклучени во подготовките и во самата изведба и како статисти и како оперативно помагаа. Така што тоа е нешто што на вистина се радуваат децата и многу сакаат кога ќе им се дадат задачи. Јас знаев генерално дека не може да нема успех монодрамата, затоа што прво имав материјал, сега така да имав материјал на кој што вреди да посветиш внимание, реално, вистинско. Имавме објект, субјект, како Пулески, кој што е вреден за посветување на животот, или барем на фаза огромна од твојот живот, конкретно на човекот. И знам кои сум и што сум и колку можам да се посветам на конкретната работа. Меѓутоа, морам да кажам дека она што го предизвика представата, монодрамата таму, ги надмина на вистина моите очекувања, затоа што буквално од првиот до последниот беа воодушевени, иако тоа не е некоја монодрама која што трае сати, нешто така, 40 на минути, толку, да речеме. 40 на минути, што е на крајот на криштата идеално време за еден таков простор, амфитеатрален, надвор и така натака. Беше идеално тивко. Моето искуство од играњето со представи театар надвор е дека секогаш има галама, а отие надвор нормално. Ова беше навистина посебно, навистина беше, публиката беше исклучително посветена, дури колку и да е добра представата. 2 дена поред да ја гледаш истите луѓе, неколку и баја ги имаше луѓе кои што повторно ја гледа, е доказ дека тоа навистина им се допаднало и сакат уште еднаш да го гледат. Мене не ми се допаѓа тоа што ние како народ сме таков, леле колку плачевме. Јас мислам дека треба кога се разговара за такви
теми, да ни го разбуди малку, да ни ја подигне само до вербата, вредноста, да ни ја докаже колку сме вредни ние реално како народ, да не само леле Македонија, пустата, леле што и направи и така натака. Меѓутоа тоа сме ние таков народ. Кога зборуваме за Галичник, сега кога Галичката свадба не е спектакл и нешто на што им се радуваат, на што и се радуваат галичани, туку и голем број странци доаѓаат во Галичник. Овој пат имаа што да видат поразлично. Да. Па еве да слушнеме, они навистина и многу повеќе се радуваат на автентичноста на нашата земја. Ако зборуваме со туроператори, ќе видиме дека најмногу сакаат токму вакви приказни. Постоеше еден податок пред некоја година дека Галичник е трето најпосетувано место во Македонија после Скопје, Охрид, па Галичник. Но секунда да се вратам на представата. Толку беше се во тој краток период поклопено да Бојан Трифуновски како режисер и неговото внесување на, како се да си изразам, Рубенс, филмски аспекти или веројатно да. така. И музиката што ја подготви подлогата Нико Ѓоргиевски, тоа како тој мозаик да постоел со години, да се подготвувал и одеднаш да се случи. А се беше дел 3 недели, толку. 3 недели од почеток на подготовките до премиерата. Стравот беше бидејќи е невозможно да се направи генерална проба со сите елементи како што треба. Тоа се условите. Да, тие се условите во кои што се работи. Вметната и вештачка интелигенција нема нешто Да, што да, не да, е да, има вметнато. тука. Сакам да кажам секој запчаник во тој саат функционираше безпрекорно. Ви се чини ли дека во Галичник можеби многу помогна Ѓорѓија Пулевски, некако одгоре рече ајде да пренесам преку Сигурно, јас на Миле во тоа групите додека се работеше, додека се договаравме и така натака, истражив во семејното стебло, проверив дека еден од најважните луѓе во моето семејно стебло, што се викал Филип, живеел од 1820-та, да речеме, 1890-та и гледам годините на Ѓорѓија Пулевски се исти. И сваќам дека мојот веќе кој дедо шетал по истите сокаци таму со големиот Ѓорѓија Пулевски, веројатно се кажувале здраво живо и така натака. Не верувам дека не постои некаква енергија која што таму била, како и да звучи тоа, со некаква помош од Пулевски и од неговите современици тогашни. Така што Сега да не звучиме метафизички, но се чувствуваше неговото присуство, дефинитивно. Па затоа и прашав, затоа мене што... лично најмногу преку Рубенс. На моменти, не знам кој ме прашува од екипа, абе кај е Рубенс, како? Викам, Рубенс е во 19 век сега. За кратко ќе дојде тука на Упија, викам ќе продолжиме со, остави го. И го имаш Рубенс со електричен велосипед во облеката во носијата галичка, со долама на Ѓорѓија Пулевски, со електричен велосипед вози по единствената улица кон хотелот каде што беше сместен да земе нешто, претпоставам. Мислам, тоа магија, не знам како да објаснам. Ти го имаш Пулевски, вози велосипед. Публиката, мислам дека и публиката не беше свесна што и се случува. Можеби на почеток ношалантно застана да изгледаат една монодрама и наеднаш сватија дека го гледаат Ѓорѓија Пулевски. Мене ме шокираше искрено фактот дека ова е само трета представа и дека колку 58 години не е играна театарска представа во еден таков магичен простор кој што е неповторлив навистина. Галичник е вистина е магија. Не само Добро погледот, едноставно има нешто кое што не е во наша моќ да го контролираме. Тоа таму постои, тоа таму живее. На почеток кажавте Галичник за време на Галичката свадба е епицентарот на збиднувањата. Галичани ќе речат дека, и убеден сум сите, дека Галичник е епицентарот во сите денови од годината. Можеби не сме таму секогаш, меѓутоа за галичани и за луѓето кои што биле во Галичник, барем еден ден кои што ја почувствувале магијата е епицентарот на светот. Добро што го спомна ова и тоа е факт. Не имаме пошто е малку вековна разлика од една представа до друга. Да.
и се однесуваме, јас ми се чини дека во 19 век можеби и културолошки многу поактивни биле. Односно се обидувале на ваков таков начин токму за времето. Ние денес имаме се. Зошто ни се случуваат такви црни вселенски дупки културолошки од еден период до друг? Зошто? Еве јас како публика прашувам. Не знам дали сум соодветен соговорник да дадам добар одговор, но еве ај уште секунда за Галичник. Во тоа мало место, дека Галичник е сепак мало место, локацијски. Меѓутоа има таква концентрација на феномени уметнички, тоа е просто неверојатно. Го имаме Партенија Зографски, го имаме Ѓорѓија Пулевски, го имаме Александар Сариевски, го имаме Симеон Гугуловски, оперски пејач. Најверојатно заборам многу, Макарија Фрчковски, фамилијата. Неверојатно. Значи, луѓе кои што влијаеле на сериозни моменти, историски дадени моменти, генерално во Македонија и во регионот. Мислам, го имаме семејството Лоновски, кои што се основачи на Алкалоид, кои што до ден денеска работи, тие се од Галичник. Извезувале кашкавал во Америка пред Втора светска војна од Галичник. Го имаме Дејан Дуковски денеска. Сакам да кажам, концентрацијата на уметноста, на културата, на знаењето. Плодна енергија. Тие луѓе граделе ѕидови кои што се дебели по метар и пол од камен, со причина во зима да греат, во лето да ладат. Некој тоа требал да дојде до тој факт некогаш во историјата. И тоа веројатно генетски е сега. Зошто имаме дупка? Тоа е интересно прашање. Да, имаме дупка, веројатно и статистиката тука не ни оди во прилог, како Македонија зборам сега. Сега Македонија, дупките не се само во Галичник, имаме впечаток да. дека имаме дупки постојано, како што имаме дупки на улиците и дупки на патиштата. Не посветуваме доволно внимание на работите, како поранешен новинар во информативна и имам уредувано водено вести. Тоа што го направи доктор Сашко Кедев пред 2 дена. 2 дена е. Тоа е вест која граничи со освојување на олимписко злато, и тоа не е едно олимписко злато, туку неколку поред олимписки злата. Тоа е вест со која што се отвараат централно информативни изданија на вести, и половина на од сите телевизии. Човекот да го викнеш да зборува, ако не е тука да го снимиш сателитски од Хималај, тоа е вест. И тоа е вест. Не викам дека другите вести и настани кои што се случуваат не се, меѓутоа тој ден, па и наредниот богами, тоа е вест. Па имаше еден термин мировно новинарство, ако веќе можеме така да го употребиме нели како такво, постои, и колку би било убаво можеби да навистина вестите да почнуваат со вакви информации, па потоа да дојдат на ред они останатите, бидејќи медиумот има секако импакт. Ти слушаш и апсорбираш исто како културата што влие на твојата душа, се нешто влие. Не секогаш, но конкретно ова со Кедев апсолутно е весно. Инспирира, дава мотив, енергија, желба. Кога последен пат сте виделе, веќе нема, да речеме, печатени медиуми толку многу, нели? И тоа што има, дали има и еве на електронски медиуми, кога последен пат сте виделе вест од култура да е прва вест. Јас, да речеме, на 9 годишна возраст или 10 годишна возраст, екран, се сеќавате на, тоа беше најважниот неделник во Македонија, бев на насловна страна. Таа држава тогаш разбрала, сватила дека културата е од исклучително значење. Сега ние се случува Кедев, се случува 1000 работи има, ние сме талентирана нација. Млади генерации да добиваат врвни први, втори, трети места во математика, химија, на надпревари. Ние навистина имаме едно чудо таленти. Знаете дека имало, се отворила превчера, завчера младински олимписки игри? Да, секако Нели? Во Куманово и во Скопје. Тоа е неважна вест, значи. Тоа е неважна вест.
Што ми ја нема е неважна вест. Тука прашање и организаторите дали потврлиле во информирање на јавноста, не би знаел, Па, би не можело. знам. Не обвинувам кога- конкретно некого, Но- тука едноставно како Кога Јавност ја исто. добиваш информацијата, таа не верувам дека не постои, па дури еве и за култура ќе се објави кога ќе отвориме, ќе излезе некоја објава. Она што загрижува е односот кон оние кои што треба да го третираат тоа, или во нивен фак, и некако и тоа се пренесува како информација ради реда, буквално. Колку би било убаво кога би се отстапило време, па би се создавало нели приказна од ваму, приказна од таму, без да се отстранат оние приказни во кои што сме удавени и вести. Ова што го кажа е тука некаде се движи во рамките на тој мојот прв одговор што беше на да создаваме спомени. Што сакам да кажам? Значи, мислам дека ситуацијата не е еднострана, туку е покомплексна со повеќе актери кои што се вклучени во создавање на тие дупки. Замисли, еве хипотетичка ситуација. Замислете Лепи Сол во 2006 година на нивното 20 годишно постоење да решија да продолжат се уште во постава во која што знаеме и денеска еве 2006-2025 колку се тоа 20 на години подоцна, да имаме уште 4 нови албуми со музика на Лепи Сол во автентична изведба на Лепи Сол, поставата која што го постигнала тоа што го постигнала. Замислете доколку и Мизар продолжеле да создаваат нова музика во континуитет. Замислете доколку сме имале нови писатели кои што би креирале нови романи, лектири за деца и така натаму. Пред малку зборевме за девојките на Марко и така натаму. Се тоа мора социјално да се развива со едно општество. Например, јас се шокирав од фактот дека хуморот на Монти Пајтон, например, или Големи и мали, еве нема да одиме со Монти Пајтон, Големи и мали на Бошко Смаќовски, не кореспондира, и тоа е за жал точно, со дечињата 10 до 13 годишна возраст кои што во моментов живеат во Македонија. Како лектира, не разбираат. Има дел од зборовите кои што веќе се исфрлени од употреба. Имаме нови технологии, мобилни телефони и така натаму. На нив нејасно име како, например, може да биде херој Диме Такси или ме разбирате? Тоа не е грешка во децата, грешка е во системот. Тоа го кажувам и јас. Немаме потреба веќе ние на Карењина да читаме. Истото го кажувам и јас. Секогаш го поставам прашањето дали јас треба да живеам во времето на Бах за да знам кој е Бах. Ние некако сега така се однесуваме. Тоа не е актуелно, тоа не е битно, а всушност се е битно. На крајот на краиштата уметноста и културата испраќале револуционерна порака од секогаш уште од времето на Шекспир. Ги менувале времињата, тие биле гласноговорниците и во светот не е така. Она што ме загрижува на Балканот дека е така, затоа што најчесто тука во регионот денешните херои не само во Македонија, генерално во светот се како се кажа тие талент, шоу таленти, брзи, слави, нели? Информацијата е брза. Разбирам дека во друго време живееме. Разбирам еден мој пријател кој што е музичар му кажале за да успееш треба да размислиш да почнеш да ја почнеш песната со рефрен. Како вика со рефрен да започнеме да правам инаква музика. Немаат време, вика, денешниве генерации да издржат минута и пол додека се развие песната па да дојде до рефренот. Но тоа не значи дека ние треба да оглупавиме. Тоа не значи дека треба критериумите на вредностите да ги намалиме. Јас разбирам дека многу работи се променети, дали е добро или лошо не навлегувам во тоа. Меѓутоа да речеме, имаше една книга, и не само книга, дури и серија која што ја снимав, се викаше Белото циганче. Се извинувам дека сега се роми. Дали некој ме разбра дека некого навредив кога ќе кажам Белото циганче? Ама за мене поголема промоција на еден народ од таа книга, од таа серија немало. Тоа е цел еден спомен, едно детство, едно време. Разбирате, сега се вредностите, голем дел од вредностите кои што ни дојдоа се добри, меѓутоа има некои работи кои што навистина се бесмислени. Треба да го смениме
Видое Подгорец, авторот не смее така веќе да пишува. Не сме зошто напишал така или така натаму. Коректни да бидеме во се. Да, сето тоа нас не знаете како не, инаку апсолутно има големи автори сега што пишуваат. Ма на вистина големи автори има. Сега треба некој да ги постави на сцена, ако се драмски текстови. Треба да ги чита некој. А не на таблети да читаме, не со YouTube идиотштини цело време да гледаат, само се карам со деца. И кога зборуваме за книгите, еве и за тоа, реално сите сега патуваме, па не мора ни да патуваме, сега со интернетот можеме да увидиме, тоа е факт, дека книгата, иако постои интернетот, не е нешто што е оддалечено од луѓето надвор. Луѓето се задржаат таа култура, дури и на децата, задолжително го задржуваат оној ред да легнуваат во предвиденото време, кое што е здраво за нивниот развој, им се читаат приказни, децата неизоставен дел им се книгите. Тоа ќе го видите ке возрастните кои што читаат дури и додека чекаат нешто и додека се возат во јавниот превоз. А ние имаме не само што не читаме, туку едноставно еве и преку порталите што рече Рубенс, ние се повеќе сме сведоци на една ужасна неписменост која што дури и нас не става Ма не мислам само дека е тоа проблем на Македонија, мислам дека на Балкан тука вредностите веќе на светот отидоа малку. Видете, ова е слика на секаде, како што вика Рубенс генерално. Мислам информацијата е се присутна. Ма не значи дека е точна. Точно, апсолутно, меѓутоа е се присутна како информација. Бројот на луѓе кои што веруваат дека земјата е рамна се зголемува. Не се зголемува, едноставно сега тие луѓе имаат платформа како да се изјаснат. Социјалните медиуми се социјални медиуми, сега секој има свој медиум преку профилите, дали Инстаграм, дали ТикТок, дали и тие се присутни. И се е состојба на перцепција. Порталите, не читаат портали. Луѓето во Македонија генерално и сега Македонија ќе си земе, читаат наслови, Тина. Да, они не дочитаат. Луѓето не дочитуваат. Така е. Луѓето читаат наслови. Само да почнеш песна со рефрен. Тоа што го тоа ја што го работам последнава година дена се односи со јавност. Како да кажам сега, да не звучам нескромно, но многу едноставно е. Многу едноставно е. Само треба да го погодиш насловот. Ако го погодиш насловот, 80% од медиумите ќе го пренесат тоа што си го испратил без никаков проблем. 80% од медиумите. Тоа е таа состојба на медиумска неписменост. Меѓутоа тоа е од друга страна за жалба и медиумска реалност. Сега тоа се работите. Инаку ова што го спомна Рубенс за книгите, за времињата, ти го спомна Шекспир. Поправи ме ако грешам. Шекспир во оригинал денеска во Англија нема да го разберат 80% од луѓето во Англија. Тоа е менлива работа, се модифицира јазикот. Да. На тоа мислев кога ги спомнав лектирите. Па ние сега гледаме дека и навистина не знаат ни кои држави се, значи основни географски поими. Така да интересот е најверојатно насочен кон се брзо, па така и брзи пари, брза љубов, брза комуникација, некако повторно индивидуално, секогаш имало такви работи, само што сега полесно ги дознаваме тие работи. Точно. Значи, секогаш имало убиства. Секогаш имало семејно насилство, убеден сум, нели? Ама сега за 15 минути на Facebook или на некој социјален медиум ќе прочиташ дека имало. Секогаш има, да не се лажеме сега, нели? Меѓутоа, сега е многу поедноставно и побрзо да дојде до тебе веста. Може би да е дури лажна вест. И поедноставно е да ја креираш контрола, може би тогаш да не излезат нели од Пандорината кутија се нешто. Таа е завршена работа. Со постоењето на интернетот завршува тука секоја, простете ми, будала ќе има, како рече Ворхол, 5 минути Ворхол ли беше, 5 минути слава. Ворхол кој им кажеш 5 минути слава. Добро ќе помини. Или не ми текнува ова анекдота од бившата СФРЈ, нели? Не ми текнува за која ситуација се случува. Анекдота е дали е точна, дали не знам, али е многу добра. Му кажуваат на другарот Тито за Голиоток, да.
излегла веста во медиумите дека постои голиоток. Ма како тоа не сме контрола, затворите се. Али друже Тито, Ројтерс е веќе тоа објавија. Ухапсите тог Ројтерс. Така што секогаш постоело. Секогаш. Сега не може да можам сега додека правиме муабет да пишам на Facebook Миле Бошњаковски е и да смислам што сакам. Нели? И се е стварно. Додека се разбереме кој што е, тоа ќе биде, оди после да кажувај. Добро што го каже, тоа е точно. Јас имавме можност, нели, ради интернетот да го слушаме, да слушаме фрагменти од Рамбо Мадеус, кој што рече дека во зависност од тоа каква база имаш, содржина, ти на овој избор од информации можеш самиот да селектираш. Така да имаш слободна волја да одлучиш. Се е многу важно каква база ќе направиме за да имаме добра база, умно да селектираме што е добро. Најверојатно многу помагаат овие фини нешта како уметност и култура. Како не? Само тие. Георгија Пулески е значен за македонскиот јазик. Она што е уште пострашно, што нас реалноста не опоменува дека македонскиот јазик исчезнува со оглед на тоа што новите генерации, дури и најмладите, меѓусебно се зборуваат на англиски, си имаат некои своји кованици, они дури не го користат англискиот јазик да го потребат, нели, во рамки на едукација или нешто што им треба за да го совладат, него они веќе почнаа во игра, во разговор, во автобус, во движење да користат зборови кои што загрижуваат. Меѓу другото, имаме и користење на термини, две девојчиња се велат брат, да не продолжува многу лошо. И тоа е една стандардна комуникација за која што верувам дека Георгија Пулески... Те следам каде се движиш, го изслушав внимателно прашањето. Јас сметам дека е невозможно да исчезне македонскиот јазик. Дури, да речеме, во некоја хипотетичка филмска ситуација со сериозна репресија, не постои начин како јазикот може да исчезне и ќе ти кажам зошто верувам во тоа. Затоа што секојдневно се создаваат нови зборови, нови форми на самиот наш македонски јазик. Тоа Ѓорѓе Пулески што го користел и кој што велел дека е македонски јазик во тој даден момент, тоа било мијачкиот говор. Но не бил англиски, шведски, не бил апсолутно англиски. Меѓутоа Ѓорѓе Пулески во негово време владел совршено и со српскиот, и со бугарскиот, ако не грешам историски и со рускиот владел, а познавал и албански одлично, и турски одлично. Поради тоа си овозможил да напише јазик, речник на три јазици и никој да не му го спори. Пазете, албанскиот и турскиот кој што ги кажува зборовите во речникот Пулески, он ги пишува на старословенски. Ме следите, значи он не ја користи латинската писмото нивно, писмото нивно или старо турско во тоа време, нели они користат арапско во тој период, подоцна доаѓа латинското. Така што мислам штом во тие услови македонскиот јазик се развивал, а знам дека и денеска се развива. Знаете како викаат за сладолед во северниот дел на Грција или Егејска Македонија? Ладносладко. Ладносладко. Значи тоа е македонскиот јазик. Тоа не може да исчезне. Ајде вака да формулираме зошто ние како деца, ако имавме можност да гледаме и нешто надвор, па ние не живеевме, наша генерација не бевме толку отсечени да немаме пристап, нели, до англиската култура, француската и така натаму, па немавме таков однос кон сопствениот јазик. Мислам дека еден од не е секако еден проблемот. Апсолутно се согласувам со Миле дека не може да исчезне македонскиот јазик, додека и последниот македонец е жив. Едноставно тоа е алат со кој што ние секогаш ќе се разбираме. И тука да ми простат, ама ете нема да не исчезне јазикот. Користењето според мене јас барем гледам од моите деца, од Григорија, од Дамјан. Користењето на странски зборови, тие го прават, така е сигурно со сите, е затоа што ќе пуштат телевизија и
кажете ми кои се детските програми, кои се образовните програми, кои се воспитните, ТВ драми, кои што се снимени, продуцирани од оваа македонска држава, не постојат. Не ми кажувате за 2, 3, 5, тоа е исклучок. И сега што прават? Тие сакат да гледаат цртани некакви. И гледаат на YouTube. На YouTube имаш руски, да речеме, Маша и како се викаше тоа мали, и имаш на разни јазици, меѓутоа најмногу се англиски. И тие гледаат тука на тоа. Јас и мајка им, и баби и дедовци што им зборуваат е нормален колоквијален говор, меѓутоа тие многу учат од ова, од телефонот, или таблетот, или телевизорот, што и да е. И мене ми вика, помал беше тогаш Дамјан, да речеме, дали имаше 5 години, и ми вика, тате, тој авионот со Wings, викам, те молам, јас сум многу осетлив, јас акцентска целост ги учам од бебиња, да знаат за мене, за тебе, а не за мене, за тебе и така натака. Викам, те молам, не те разбирам, сакам да ми кажеш тоа е тоа Wings. И тој вика, Krills. Тој знае дека е нешто инаку, меѓутоа мозочето веќе му влегло во некој друг филм, тој нема тие, не може да види, да чуе македонски, не може. Се гледа тоа и преку не може да чуе македонски. Англиска синтакса користиме, рече. Англиска синтакса. На крајот на денот, па 99% од водители, но на крајот од денот, тоа е англиска конструкција. Точно. На крајот на криштата, велиме ние, или на крајот на крајовите. Крајовите. Една работа што заборавивме, ме потсети Рубенс. Не го спомнавме дебито на Григор Муратовски. Како младиот Пулески. Првата представа. Значи, он го имаше дебито дебитираше како актер, тргна по стапките на татко му. Тоа е всушност најубавата приказна всушност од Го овој настан. пренесуваме, Да ги бидат вклучени и најмладите. Да. Григор малку и ми беше луд, кога се шетавме по Галичко. Мене никој не ме познава, само тебе те познаваат. Ама викам сега, одма славен сакаш да видиш. Да, еве каков однос имаат новите генерации кон таквите успеси? Мислам, се шалам, тој такво е детето, меѓутоа не ништо лошо, ниту добро, ниту тамо конкретно. Така беше многу смешно. Рубенс, како реагира на тебе, бидејќи ние сме деца што израставме со твојата актерска игра? И па тогаш се снима воспитни, образовни. Многу се снима и имаше потреба да гледаш нешто англиско? Или било какво, немам ништо лошо кон другото подрачје, но дури, кога имаш црвено, жолто, зелено, имаш автограми, имаш Дајте музика, имаш Волшебното самарче, имаш Бушава азбука, имаш Белото циганче, имаш, ти немаш апсолутно никаква потреба да завртиш на нешто друго. Тоа е тоа, создавање на вредности, на така нови спомени. Ние застанавме, не создаваме, тоа е големиот проблем. Има дупка е од 30 години. Најверојатно имаме интерес нешто друго да создаваме. Па не знам, еве, постојат приватни проекти кои што се за секоја почит. Светот на Биби беше? Јасно, ама тоа се многу малку, затоа не ги спомнувам. Меѓутоа, тоа е цела машинерија позади тој проект. Значи имаме и трговски марки, и деца го гледаат, и сега добро е, да. Меѓутоа, како што каже Рубенс, неговите деца, вклучително и моите деца, го немаше Светот на Биби. Моја срна, например, порасна на Пепа Пиг. Така и на покојот. И моја срна им доби перфектен британски, англиски. Луѓе кои што беа странци кои ќе ја запознаеме, они мислеа дека она во Лондон живеела. Се не ми е баш убаво, не го примав како ги учевме езиците. Меѓутоа тоа е тоа. Генерација слушавме нели популарни звезди, тоа е се нормално. Оно што всушност имам впечаток дека државата се однесува како да е тинејџер. Ма ние сме државата, Тина, ние така си. Ама ние сме, еве, ние продолжуваме. Сите ние. Еве, ова што го направивме во Галичник. Пак е државата, ние сме тие. Значи, не е државата некој ентитет од Марс дојден, знаете. И овие што, мислам и ја бев дел од политиката, луѓето кои што ги гласаме, кои што сте ги гласале, тоа се наши комши, јасно, роднини, пријатели, познаници. Ние Тоа сме. ни е јасно, ама еве, дали сметаш дека медиумски односот кон ваквите нешта може би треба да биде многу поголем? Да речеме ова да се сними
па да стане достапно како што никогаш се правеше до секоја една публика да може да видат дури оние кои што немаат можности да дојдат во Галичник. Ме разбираш, А нешто мене што ако ме вреди? прашуваш, ја би сакал да го играме ова во Солун, да, веројатно. Па, Пулески. Значи, Охрид еве не ми е амбиција. Ми е амбиција во амфитеатар или во Скопје, тоа го зборат луѓе. Иако размислувам за ова, јас буквално сакам да го играм во Солун. Тоа ми е амбиција. Ама добро, тоа да штрихаме еден дел таму, Македонија не е нити... Сакам да го сакам да се одигра таму, меѓутоа сакам да дојдат дел од нивната културна јавност да видат дека не е ова агресија, не е ова нешто од кое што треба да се плашат. Ова е буквално Пулески конкретно цивилизацијска вредност. Значи, Ако убаво ова што го кажа, еве, а постои страв, секогаш може да го постои забележиме. секогаш. Од цивилизацијски вредности, кои луѓе се плашат од цивилизацијски вредности? Бидејќи Нецивилизираните, нецивилизирани. Рамбо го има тоа дефинирано, го спомна. Рамбо е генија, мислам. Гени, апсолутно. Рамбо е најверојатно наследник на Иво Андрич, на Меша Селимовиќ. Па на дојде таа Иво Андрич кај нив дома, еве Рамбо, Амадеус сепак имал интересно детство, во неговиот дом имал можност да слуша конверзации, теми, неговите родители не се карале каде го остави тоалетниот папир, туку повеќе дискутирале во однос на тоа кој Би какви сакал ставови. некогаш животот да ме донесе во ситуација да дебатирам со него. Онаа тезата дека не секој заслужува да гласа. Јас сум за тоа исто така убеден дека не може така. Јас сум на спротивната страна овој пат, бидејќи демократијата во таа форма во која што ја познаваме, за жал знам дека е шаблон, клише и така натаму, но едноставно човештвото не создало подобар систем на владење самото со себе од демократијата. Да, секој треба да гласа. Точно дека мнозинството секогаш ќе гласа за ниски страсти, меѓутоа, како што спомнавме надвор, доколку не постојат тие ниски страсти, нема да постојат ни онаа вистинска уметност, или она вистински што ќе инспирира, креира, ќе те натера да размислиш. Може би нема да дојде веднаш. Колку пати сме имале книга дома некоја, не си ја ни гибнал, не си прочитал ни една страна. Сосема случајно, после 10-15 години стоење, некаде ти доаѓа книгата. Ја читаш, се соочуваш со некој момент на сознание од книгата, се чудиш како си можел тоа да го оставиш со години така да стои, да не така требало да биде. Очигледно дека има дошло времето. Дошло времето, да. Така што секогаш ќе постојат тие елементи. Значи не се согласувам со Амадеус. Секој треба да гласа. Јас се согласувам, ама нема да кажам кој не би сакал да гласа. Зашто погрешно ќе ме разберат затоа, а навистина не ми е ништо од никаква лоша намера, туку едноставно веројатно грешам. Веројатно е Милево право затоа што е тоа демократија на крајот на криштата. Меѓутоа, а инаку убаво го кажува, јас се надевам дека некој ќе препознае дека ова треба да продолжи да игра во Македонија. Сега да ја заборавиме мојата амбиција за кратко време, меѓутоа Скопје, Охрид би требало да ставиле печат на рамки на својата професија. И никогаш нема да заборавам кога беше спомнато тоа дека постои некаков антагонистички простачки антагонизам кон уметноста, кон културата. Она што мене ме загрижува искрено, дека кога зборуваме еве и на ваква тема на овој начин, се добива впечаток дека во масата најверојатно ќе нема трпение и ќе речат што филозофираат овие. Најчесто така се реагира кога така е дигнато нивото на дискусија, односно каде што доаѓа до израз се она што сме таложеле на себе. Ние работиме од година во година, од деца, се трудиме да бидеме подобра содржина, нели? замисли, еден вид за видливост најверојатно.
Не те не восприма. Егоизм. Јас имам чувство дека тоа им е многу заморно, многу полесно ќе прифатат да слушаат Имено, точно знам каде одиш. Ако гласавме во дегутантни, Галичник, интимни споделувања, навистина имаме многу дегутантност во однос на тоа што се промовира и какви соговорници им се дава можност не да гласаат, ама гласаат, туку и да зборуваат. еве да гласавме, да речеме да гласаа, дали сакаат да има монодрама за Ѓорѓија Пулески или да има талент шоу некакво. Кој ќе победеше? А може монодрама за Станија и Седнија. Не велам дека не треба се апсолутно, тоа е убавината, да имаш, да се почувствуваш вреден. Меѓутоа, затоа што со својот глас си принуден, иако ние 30 и кусур години сваќаме дека ја грешиме, меѓутоа тоа се сепак наши луѓе тука. Добро, сепак човечката природа е сепак секогаш да го бара поедноставниот пат. Пократкиот пат до се. Кичот е сладок, како шекер паре. Па дури и до она, да речеме, културното задоволство и така натаму. Повторно тоа што е достапно, најверојатно тоа што читаш, тоа што гледаш, тоа што слушаш, делува на тебе и прави импакт. Како можеме еве да повторно да уживаме и да го почувствуваме она што го почувствува публиката во Галичник повторно? Мислиш на ниво на држава? Па не на ниво на ќе се држава и на ниво на највер- публика, каде можеме повторно, дали ќе се случи ова повторно или само ќе остане како прераскажување за нешто што ќе се памети. За монодрамата зборевме во Галичник, ова најверојатно нема да се повтори во овој формат. И реално тоа е невозможно. Галичник, Месечина, Светулки, Рубенс Пулески, 19 век, куќата на Пулески е таму. Значи, дури и да се повтори, не може да биде во тој елемент се ставено. На национално ниво, го кажав ова 100 пати, еве, Ристо Вртев, Гораст, Готра, нека Би ја продолжат поставиле да на прават друга музика, локација? многу ни е битно. Дали имате желба да ја поставите на друга локација, освен во Солун? Се тоа да крунисате, прво ние да видиме овде, па... Дали имаме желба? Па имаме, веројатно, да, Театарот- требава да се види. Театарот е убав затоа што е уметност на мигот. Се случува тогаш, во тој момент. Имавме две представи за 24 часа, така. Меѓутоа, тоа беа исти представи, меѓутоа не беа исти представи. Затоа е посебен театарот. Сега, факт е дека тоа таму не може да се повтори, затоа што е тоа амбиентот. Тоа се коњите, тоа е Петровден, на крајот на краиштата, денот е тој. Не е друг ден, туку е Петровден, тој е посебен ден за Галичник и самијаците. Сега, јас никогаш нема да се откажам тоа само 2 пати да одиграм. Имам љубов кон тоа и така натака. Многу работи ќе загуби таа представа кога ќе отидеме на друго место, меѓутоа веројатно може да добие на некаков инаков квалитет. Така што ќе работиме, прво до Гевгелија да отидеме, па после Солун, бар полесно од граница после. Има, значи, реално може да се направи, треба да се направи. Убаво е некој да препознае да сака да ја направиме. Значи, изводлива. Да, апсолутно. Изводлива. Дали е изводлива еве да се повтори, да си фатите дентерки, навистина ова да биде иницијална каписла, да се креираат поинаков пристап да има еве кон театарот со тоа што ќе се вклучуваат елементи на модерното време, на дигитализацијата. Овдека јас сум малку хендикепиран, јас сум натурен во професијата, би го оставил Рубенс. Ја напишав нешто кое што е театар, значи не сум дел од таа професија, така што верувам дека моментите на инспирација кај некои автори ги носат во таа насока. Какво беше чувството еве да играш баш со такви елементи, со такви нуви? Не е прв пат. Секако, иако моето не убедување, туку мислам дека мешањето на медиумите, значи театар, со видеопроекција, со така натака се прилично комплицирани и
барат многу внимателност. Затоа што ако еден актер, еве јас, например, во монодрамата, сум на сцена, значи имаш амфитеатар, сум на сцена, меѓутоа имам и микрофон. Тоа создава проблем во изразувањето на односот, на карактерот, на ставот и така натака, затоа што ако имаш микрофон не можеш да викнеш реално онака како што без микрофон во театар би викнал за до 17 тирет или за до 25 тирет. Така што тоа знае да создаде проблем, и тоа внимателно како што работевме е возможно. Не мора да е секогаш мешањето на медиумите значајно од може да е само театарска, исклучиво театарска представа без видеопроекција и повторно да биде добра. Работата е, моето лично мислење е дека треба да се бавиме со важни и големи теми, важни и големи личности, кои што затоа што важните и големи личности, важните големи дела кои што се напишани некогаш се добри, се поставливи и во ова време затоа што биле важни и тогаш. Точно. Ромео и Јулија е напишана пред 500 години, ама и сега е важна. Не разбирате, затоа што се бавела со теми кои што се универзални. Актуелни секогаш. Така, Дејан Дуковски пишува теми, Буре Баруте пред колку години напишана, и после 100, за жал, и после 100 ќе биде важна тема. Диво месо на Горан Стефановски. Тоа е нашата пропаст како народ, што такви теми пред 50 години се исто актуелни како и денес. Ја веројатно какви што сме уште 50 след Дали тоа години. значи дека всушност човечката природа останува иста, а оно што не обкружува се менува? И всушност човекот во суштина останува човек, тежне кон љубов, кон соживок и убави нешта. Еве, дали е тоа јадрото на човечката природа? Сите ние бараме нешто цел живот. Она која ќе ти кажат во смисол не де Боже сите работи да ти се како што треба, доколку сите работи ти се погодени, земи камче од улица, стај го во чевелот за нешто да те боде цело време. Не знам дали можам да дефинирам баш вака дека на некој начин да останува иста, тоа е нели љубовта, Универзалноста на темите. на темите останува иста. Но некои работи се многу променети исклучително. Например, еве Ромео и Јулија ги спомнавме, ја пред некој ден видов некој надпис за еден филм од нашава генерација кој што го гледавме исклучително на Валканиот танц со Патрик Свейзи и како беше Дженифер Гарди. да. Така беше. И јас сега сваќам од моја перспектива дека актерот, односно ликот во тој филм има 17 години. Значи, кога го гледавме тој филм, перцепиравме дека татко е лошиот. Не ја пушта да излага, не ја пушта да танцува. Меѓутоа, тоа девојче има 17 години тогаш. Значи, во додениот момент кога е филмот направен, перцепцијата погодила. Меѓутоа, после, не знам, 30 години, гледаме дека можеби таткото бил во право. Законски. Законски. Меѓу другото. Па, биле во право најверојатно и родителите на Ромео и Јулија, пошто еве ако зборуваме и за возраста, е многу интересно дека некогаш еве во 19 век за модерно време исклучително бизарни работи, каде што венчавки се правеле на 13-14 години. Што денеска има друга терминологија. Премногу. Менувањето на вредностите. Поред, не е страшно да се менуваат вредностите. Не е ништо страшно, но човечката природа секогаш ќе тежне кон љубов. Предпоставувам ќе реагира на тага, на страв и така натаму. Ако сега ни се појави Ѓорѓија Пулевски, што би му кажале, ве миле, вака пред крај? Не знам што би му кажале, јас знам дека ќе не расшамара, ќе не дигне на клоци. Зошто? Што сме испоганиле се што оставил, што посеал. Сака да каже генерално, веројатно. Да, генерално, не јас и Миле. Не знам, ја мислам дека можеби да, во некои сегменти би бил разочаран. Меѓутоа, имајќи во предвид времето во кое што создавал, времето во кое што живеел, во кое што војувал, мислам дека ќе се обиде да
ќе биде исклучително задоволен дека постои негова држава, македонска држава. Мислам дека тоа е нешто кое што не треба да се зема здраво за готово. Супер. И мислам дека ќе биде исклучително задоволен дека неговата куќа се уште стои. Еве апел, кровот е реновиран, реновирајте го и останатиот дел од куќата да остане и за наредниве 100 поколенија, ако може. Да, ќе е разочаран, меѓутоа мислам дека ќе Да, сепак има ќе може да мотивира. Така е. Сепак имаме каква таква за никаде нападната од надвор, од внатре, од секаде, меѓутоа сепак ја имаме. Кој ја сака, кој не ја сака, но сепак еве таа некако екзистира на мапава во светов. Јас ќе се дозволам да кажам дека сум оптимист и на крајот на денот и кога е тешко, па убавината е дека и кога се нема услови може да се создаде нешто велелепно, што значи секогаш мрда страста, не може ето и тоа е во човечката природа, жет и страст за нешто подобро и убаво. Па Рубенс, од септември тебе какви се твоите планови? Од септември почнуваат децата со училиште. Ги носам на ракомет, на карате, на англиски. Се шалам. Има полно работи што ќе ги правам и само нека има нормално. Како и секогаш ќе се трудам да Владе Цветановски, да речеме, режисерот, еден од најважните режисери со најдетската љубов кон театарот во Македонија, лесна земја, велеше вака дека не смееме кога работиме представа. Не смееме да направиме представа помалку добра од онолку колку што сме ние добри. Се подолу е нечестност наша кон работата која што ја правиме. Ако направиме нешто повеќе, значи ни помогнал и Бог. Допрел малку така по раката, оти Ѓорѓија Пулески, колку и да бил силен и мокен и храбар, него секако го допрел Бог за да создаде нешто кое што ќе остане скоро 2 века и ќе остане уште за следните 2000 години. Така што секогаш кога правам нешто, кога работам, се трудам да биде барем онолку добро колку што може да биде. За потаму. Милите, какви планови имаш, еве? Што е тебе што од тебе ќе очекуваме во септември? Тоа кога ви кажав како ја напишав монодрамата како фрагмент, веројатно таа книгата која што е довршена, завршена, лекторирана, редактирана, сега е време да ја издадам. Септември ќе нема никаква допирна точка со Пулески патент, значи сосема поинакво дело е, да речеме. Тоа ќе се посветам на работава, на децава, на Галичник. И најверојатно како тргнало, заедно сте одлични. Нормално можеби како што бива со уметноста, импулсот ќе дојде, па ќе ставите повторно на чекање сите оние стандардни обврски, повторно ќе блеснете и ќе не израдувате и нас. Гладни сме. Пред некој ден го изгубив лаптопот. Нема да ми го вратат. Нема? Па очигледно никој нема да го врати. Најдете лаптопот да го вратите. Не мора бидејќи таква една брилјантна идеја ми дојде. Тоа ако се реализира, тоа ќе биде драма. Представа каде ми е лаптоп. Тоа ќе биде сериозна драма. Не знам дали ќе ни дозволат, ама нема да кажам каде ќе биде тоа. Не кажуве за да се исполни. Не, мора прво Бојан да го консултираме, он е креативецот за овие луди состојби, така што лаптопот нека остане таму кај што е. Благодарам многу. Лаптопот да го вратите. Да, лаптопот да го вратите. Благодарам многу, јас искрено уживав. Како многу ми е жал и веќе признам што јас не бев во Галичник, иако во ова студио денеска не сакајки имаше многу галечка енергија, не само од вас двајца, туку јас не допол. И верувам дека убавината на вашата соработка и оно што го давате за публиката ќе биде достапно и за секој еден град со својот херој. За секој едно катче во земјава. Така. Нека биде Галичник почетокот.
Како и секогаш, ти благодарам. Така е.